не веруваме, сепак не интересира што ќе се случува во 2017 година. Како ќе се одвива политичката состојба во Македонија, ќе се формира ли влада, ќе има ли можеби нови избори. Сите не интересира кои се предвидувањата и како ќе изгледа 2017 година. По тој повод ние денеска сме во домот на господин Илија Бошков Крајнички и разговараме за предвидувањата за 2017 година, но не само на Македонија, туку и во целиот свет. Господин Крајнички, добро ни дојдовте. Кои се вашите предвидувања? Како ќе изгледа 2017 година? Па 2017 е малку потешка година, ќе дојде до глобални пореметувања, така кажано, не само кај нас и во целиот свет. И ако го земете нумеролошки, тоа доаѓа единица, значи ова година што во изминување беше 9-ка, тоа е крајен збир во едноцифрените броеви. Единица зборува за нови работи, значи многу нови работи се случат во светот. Веројатно ќе дојде до расподела и на силите. Гледаме дека Америка полека заминува во историјата како војна сила број 1 и економска, тука веќе Русија го замена, а економска сила е Кина. Добро ни е познато дека доларот е во еден колапс, се печати без покритие. Ако земете дека најбогатите земји што и сите сметаме и сакаме да живееме во нив се и не си најзадолжени земји, прво наред е САД, со некаде над 20.000 милиарди или они вика трилиони долара. По нив е Велика Британија, трета е Германија, четврта Франција, а пета е Кина, некаде околу 5, мислам дека има. Но ако ќе земете дека Кина има државни обврзници на на 2000 милиарди долара или 3 милиона, значи и по други што давала кредит, фактички тоа не е земја најзадолжена, а во моментот е и најсилна економија. И од тие причини ММФ или Мировната заедница го зема јенот или јуанот, како сакате кинеската валута, како резервна валута, поради самото пропаста на доларот. Инаку ето го најавив за пропаста на доларот уште пред 2 години, а во текот на оваа година самиот папа ме цитираше, кој кажа треба да бидеме подготвени за пропаста на доларот. Земите Америка, веќе не Америка, што беше и самиот Доналд Трамп во својата кампања кажа, дека сака да ги врати бизнисмените. Тоа кажува на економски колапс се доживува. Америка веќе не е способна никаде со своите трупи да влезе. Ги повлече и од Афганистан, и од Ирак, и од секаде. Бидејќи за да водиш војна ти требаат пари, не. Особено ако се однесува на трупите. И какви промени ќе се случат на Република Македонија? Па, во Република Македонија најверојатно ќе има оваа година уште едни избори, покрај локалните што се, бидејќи во овој состав ова влада нема да може да функционира кој да состави ова влада. И се формира ли стабилна влада? Нема теорија да се формира, се ќе ви кажам од една друга причина. Прво, во моментот Меркур е ретрограден, тоа е планета на комуникации, значи на таинствени договори и така натаму, транзитиран из девета куќа на Република Македонија, мислам на наталната карта, а девета куќа во астрологијата представува странство. Гледате што прават странските амбасадори, посебно бели, постојано е во разговори со Ахмети и со Заев, а верувам тука и со Кој се кој ќе коалицира? Кој ќе формира влада? ВМРО ДПМН или СДСМ? Било кој да формира влада, значи, за да остане мир во Македонија, ќе мора да формира, и ако сака Западот на вистина мир, тоа ќе мора ВМРО со ДУИ. Од причина што ВМРО има неле 51 пратеник, ДУИ 10 са 67, што е доволно за мнозинство зборно за парламентот, неле. 120 пратеника се вкупно и не е исклучено тука да им се приклучи алијансата, албанската алијанса, што има 3 пратеника. Без аниматорија да се приклучи, они и ДУИ се во еден конфликт. А од друга страна, пак како формира СДСМ влада, автоматски он, например, со ДУИ не може да ја формира владата, бидејќи он има 49 пратеника и ДУИ има 10, са 59, че мора уште една до
малтене да ги земе, ако земе уште едно, ќе мора и другите албански партии. И тоа што ќе дојде? Ќе дојде народ на улица, ќе дојде до сега имавме меѓуетничка војна, што можеби не беше толку опасна, бидејќи ви сте од таа страна воровате, јас сум во и пукаме еден на друг. Многу е попасно ако народ излезе и се случи граѓанска војна. Тогаш ќе ви дојде некој дома, ќе ви истреби до тоа што ви во колевка. Ќе дојде ли до војна во Република Македонија? Јас се надевам дека Били има малку барграб мозок, оно што го прави да се повлече, но ја тука највише го обвинува председателот на државата, кој во моментот ќе ми прости за зборот, што треба во наводници да се каже, дека изигрува само параден коњ. Во секој нормална држава, председателот е тој што на било кој амбасадор или представник од странство емисар, како сакате кажете, треба да му каже дека не му е местото да се меша во внатрешните работи на таа држава. Особено кога се формира влада. Еве сега, изборите воре, треба дека беа изборите, Европска унија, САД и останалите големи земји сака да ги контролира дали се крedibilни, дали се наместени, дали се врши притисок. Тоа се е окей. Еве помина изборите, што не чека? Како ќе се одвива ситуацијата? Ќе видиме ли нови демонстрации, протести? Вака, до 8 јануар многу тешко ќе се формира владата и да се формира ќе се обиде да се прават тајни коалиции. Без разлика за сите вие работи. Но, кој што ви кажав, највише го обвинувам председател, бидејќи буквално делува ако англиска кралица, така му е сервисот, но до сега токму делува ко параден коњ. Никакви реакции од него, он е единствена во моментот институција која функционира. Бидејќи парламентот е распуштен, изборите беа поминати, имаме премиер во една прелазна фаза, да кажеме, и влада во една прелазна фаза до формирање на новиот парламент и новата влада. Значи, единствен со функција, функционален председател што треба да реагира во овој момент. Значи, што не сме да дозволи мешање на страни земји, поточно на странски дипломати во внатрешните работи на Македонија. Друго беше кога беа изборите наблюдувачи во ред. Али сега да ти мештарат разни амбасадори по партиски штабови или да ги викат лидерите на партиите за да каже кој со кого да коалицира, како да форми влада, тоа е нонсенс. Во нормална држава првото поминува председател, потоа може да те прогласи за персонал град. Но меѓувреме... И кога ќе се формира влада според вас? Кој знае, не е исклучено да се формира некоја прелазна влада, а заедно со со локалните избори или малку подоцна, да се одржат нови парламентарни избори предвидени, пак да кажам. Очекувате на истата дата со локалните избори да бидат и парламентарните избори? Тоа е мој предлог. Бидејќи тогаш државата ќе уштеди. Едни избори чинат најмалку 20 до 30 милиона. Тоа не е малку, така? А зошто повторно избори кога веќе имавме избори, имавме победник? Имаме избори, имаме победник, ама не може да се формира стабилна влада. Еве еден пример да ви кажам. Дали ако имаме повторно избори ќе се формира стабилна влада? Па би требало. Од и сега сосема друга приказна беше. Еве на пример СДСМ, ако добро ги следите работи, видите сте ми колешка, не знам дали се сеќавате на интервјуто на господин Стефче Јакимовски и некој председател на ГРУ, кога беше на ТВ Телма, мислам дека беше, он јасно кажа дека вика ние за последните неколку изборни циклуси, зборувам за СДСМ, додека беше таму, не беше подпредседател прво СДСМ, земавме кредити, а и пуснатата зграда е под хипотека. Ви гледате нови избори. Ревизорската комисија за првите 10 дена покажа дека СДСМ дава повеќе пари на изборна кампања отколку ВМРО, што е нелогично. Од каде тие пари на СДСМ? Па јавно се покажа и диаспората, намерно го тоа направи, за СДСМ добие гласови албански, заев отиде во Бер, Швейцарија, по пари. Ја нема материјални докази да тврдам, но сметате дека се подкупени многу гласови? Па не знам дали се подкупени гласови, но направено е договор
Доаѓано е, знам дека е со автобуси од Косово, што 94 се поделија пасоши 150, да гласат повеќе за СДСМ. Видите дека на овие избори гласовите се поделија, дуи имаше чак 9 пратеника помалку. А втора работа, ви во СДСМ, што може по моја исто да се случи, во СДСМ имате 6 или 7 албанци кои се беа на добитни места стаени. Самиот Закири неле помина кај нив и ко советник и не знам, и сега и пратеник. Во случај, например, ВМРО ДПМН и дуи да формира влада, тие сите албански пратеници од СДСМ ќе поминат тогаш на страната на ВМРО, мислам на дуи, пардон, во редовите нови, не сите на албанската пратеничка, мислам, која беше на листите, која само да си каже, вика, ја вика во парламентот нема да ги бранам ставовите на СДСМ, но ќе си ги бранам моите албански ставови. И што ќе биде со двојазичноста? Ќе им се даде ли двојазичност на албанците? Федерализација, кантонизација? Оние имаат веќе двојазичност. Но во општините каде што има над околу 20% албанци. За да се даде тоа треба да се отвори уставот. А законот вели дека дветретинско мнозинство треба за отварање на уставот. Значи треба најмалку 80 пратеника. А ВМРО јасно кажа, тоа кој би го направил ВМРО ќе се растори ко партија. А федерализација исто така, за да го направиш тоа, албанците играа на две карти. И што мислите, кој ќе победи тука, Заев или Груевски? Па гледа, прво Заев не може да ги исполни више ветувањата на албанците, ни за федерализација, нити пак за двојазичност. Но албанците веќе 25 години имат едно друго барање, мислам дека ќе се иде на тоа. Најверојатно ВМРО ќе им понуди помојде, што не мора да значи дека ќе биде така, место на спикер во парламентот или председател собрание. Да биде албанец? Токму така. Но после ќе барат и председател албанец да биде. Премиер албанец. Прво една работа, значи премиерот го бира мнозинство така и партија што е освоила власта најмногу пратеници. А додека парламентот е сосема друга работа. Во парламентот коалициониот партнер може да ти понуди, така. Но се знае дека секаде влада премиер формира оној што има најмногу пратеници. И кој ќе биде премиер на Република Македонија? Зависи од, како што ви кажав, од Иванов. Ако реагира на време и им каже на некои амбасадори кај е местото, тогаш ќе остане старата коалиција, бидејќи, да се разбереме, и дуи не е многу чист, така? Они беа заедно со ВМРО. И има заеднички интереси тука доста. Сега дали ќе се убеди, спротивно влада многу тешко ќе се формира. Прво, Беса самата кажа дека тешко со дуи ќе влезе во влада, без разлика да кажеме и да формира СДСМ. СДСМ е 59, така беше. Два има ДПА, што не верувам дека ќе оде со Заев. СДСМ има 49. Пардон, 49. 10 има дуи, тоа са 59. ДПА не верувам дека ќе оде со нив. Евентуално ќе оде Алијансата на албанците, они имаат 3. Во тој случај ќе има 62 пратеника. Значи, било која малцинска влада не може да издржи. Ќе имаме техничка влада? Па не знам како ќе ја нареча, дали политичка, дали техничка, но тоа ќе биде само прелазна влада кој што имавме сега за избори. Бидејќи толку тесен резултатот, за да не може некој да беше бар најмалку 6-7 пратеника разлика, по-друго беше. А втора работа, што е Меркур ретро, сега Марс влегува во 12 поле. Значи, до крајот на февруар, дали ќе има демонстрации глупости, бидејќи 12 поле на наталната карта, тоа е поле на подсвесни пријатели. Значи, можни се многу демонстрации, улични нереди и така натаму. Од тие причини не знам колку е паметно и мешање на амбасадорите.
А нивна главна цел е цело време на Америка и што предизвикува Кој ќе демонстрира опозицијата или ВМРО да па помине? било кој што нема да е во власт ќе демонстрира. И што ќе се добие со тоа? Вака ако ВМРО и ДУИ успеат да формираат власт, митинзите на СДСМ ќе бидат празни, бидејќи од нивната партија албанците сите ќе поминат во ДУИ. Значи нема да има 67 пратеник, ќе има 65-6 и можно е во таа коалиција да влезе или ДПА или пак Алијанса. Значи скоро ќе соберат некаде 70 пратеник. Што значи веќе стабилна влада, така? И во тој случај можно е да нема предвремени избори. Само во тој случај. Во случај да СДСМ формира влада, неизбежни се предвремените избори. Значи нема да се не може да издржи таа влада. И кога очекувате да се формира таа влада? Тоа ќе биде многу тешко. Посебно е до 8 јануар не препорачува никој да се обидува да формира влада. Се само може да се прати тајцини коалиции, договори, заговори, бидејќи Меркури е ретроген, кој што кажав. Тоа е планета на интелектуалната енергија, на договорите, на комуникацијата, а во девето поле во астрологијата представува странство, личност, други религии, долги патувања. Значи, самото мешање на амбасадорите и обидот со албанци или со личност со друга религија да се направи поголема коалиција и самата натална карта. Иначе, која прашање Македонија, интересна работа, тоа е земја што ретко која земја во светот може да се следи секоја ситуација од минута во минута. Тоа од едноставна причина што го знае часот на создавање. А тоа е референдумот, на 8 септември што беше 91, а референдумот заврши во 20 часот. И што ќе биде со прашањето со албанците и барањата нивни? Може ли тоа да донесе нови немири во Македонија? Не. Како ќе се реши тоа прашање? Со двојазичноста. Прво, ако Хилари Клинтон победеше, албанците ќе има многу поголема сила. Трамп буквално го донесе Путин на власт. Ови обвинувања што имаше Обама, дека Путин влегол во хакерите, мислам, руски влегле во Демократската партија, не е точно, ја мислам дека се работи за нешто друго. Точно дека хакерите руски и кинески, посебно, кинеските хакери се најсилни на светот, знаеме дека сите компјутери таму се произведуваат. Значи, Демократската партија оние блокира за да не влезе во изборните комисии по државите. За да бидејќи беше фатена во кражба на гласови. Иначе ја во моите постови на Фејсбук нагласив дека Хилари Клинтон треба да победи, она навистина победи. Ако гледаме гласовите имаше 200.000 и повеќе, но помалку електорати. Втората работа што се обидува Америка да купуваат електорати, успеа само да купат. Бидејќи има и порано во историјата на Америка, таму има посебен начин на избори, не е како кај нас. Значи првите изборни циклус се гласа за електорати по државите, а подоцна тие електорати гласат за председател. А инаугурацијата нормално многу порано, али пред инаугурацијата повторно има состав, значи они на 7 јануари треба да потврдат одлуката на електоратите дека Доналд Трамп е следниот председател, за да инаугурацијата не биде на 20, ако не се лажам, јануари. И следуваат локални избори. Што ќе биде со нив? Се на локалните избори ќе биде катастрофа за опозицијата. Зошто? Јавно се види дека се купени 70.000 гласови, поточно земено пари од диаспората. Јавно ветување на заеб беше на диаспората за двојазичност, федерализација. Значи, диаспората тоа намерно го пушти. Тие јако сум викнал да ви дадам пари и тоа го дадам на некои медиуми да го објават, тоа значи игра. А Заев е лапна јадицата, условно кажа на албанска, што може да го кошта многу. Ќе учини прво, сега не доаѓаат локални избори од Струмица, а втора работа, ако ВМРО и ДУИ формираат влада,
знаеме дека во собранието може претеничкиот имунитет да се одземе. Иначе јас сум лично против било кој во државата да има имунитет. И секој треба да се одговара за своето кривично дело. И какви ќе бидат резултатите на локалните избори? Кој ќе победи тука? Не, тука е неминуема победа на ВМРО. Да се разбереме без разлика, ово што го направи заедно со одење у Берн, попаметно беше на СДСМ да земе повторно кредит, него што иде таму, бидејќи го воскресна Груевски. Они, ја тврдам дека ќе нема толку гласови, со 50.000 ќе има помалку гласови, оти народот доста излезе да гласат против федерализацијата двојазичност. Они буквално двојазичност има кај што ги има, а двојазичност на државата буквално би значило федерализација, што не е нормално и нема теорија. И каква ќе биде Република Македонија на економски план? Дали ќе бидат отворени нови работни места, што ќе биде со вработувањето? На економски план зависи се од формирање на влада. Ако успеат да се договорат ВМРО и ДОИ, значи ќе продолжи стратешките инвестиции, ако ја многу не ги одобрува. Повеќе би одобрил некоја наша фабрика што веќе работела, ако може да се рестартира. Сега ќе кажам зашто. Например, во тие зоните, економските зони, што доаѓат, странските инвеститори имат ослободување, не знам колку години од давачите или социјално пензионо. Значи државата што добија? Она на истите тие личности порано неработени во бирото мораше да ги плаќа давачките, зборам за здравство, не за пензион. Повторно ги плаќа со попустите што и дават на инвеститорите, нели? И како ќе се одвива економијата во Македонија? Но добро е од друга гледна точка што се намалуваат вработените, значи нема давање на социјална помош, стварно дека факт е дека мали се платите. Но ако ќе земете една друга работа, во Македонија 70-80% луѓето имат кров над глава. Така? Додека на западот, за да ти купиш куќа или да создадеш стан собствен, ти мораш да извадиш кредит. Поточно и кај нас тоа почна, најново, а кредит се вади со хипотека. Значи, ти кој ќе го изгубиш твоето работно место, кој не веќе не можеш да плаќаш таа хипотека, автоматски банката ти ја зема куќата. А што ќе биде со Македонија на безбедносен план? Да очекуваме ли тука некои немири? Ќе биде ли нарушена безбедноста? Може не е исклучено да биде, бидејќи посебно се околу Нова година може да биде. Марс е во 12 поле, треба да се внимава до крајот на февруар. Но друга е работа. Полека светот се дели на две големи влијанија, тоа е америчко и руско. Мечката ја нарекувам Русија, ја стави шепата на Балканот. Значи, престои враќање на Русија на Балканот. Јас се чудам и на позицијата и опозицијата. Има ли влијание Русија врз Македонија? Како нема? Русија спаси за многу работи. Русија ни е единствен вистински пријател. Ми што го нарекуваме сад стратешки партнер, тоа не е покривник. Добро знаеме дека 2001 војната, оние создадоа. Диво насилство. Нивни инструктори да речено се излекува во автобуси. Лавров јавно изјави дека САД, поточно Западот, и нудиле на Албанија и на Бугарија да подели Македонија. Значи, вистинскиот пријател на Македонија е Русија. Еве, пример да ви кажам, кој ме прашавте за од економска гледна точка. Македонија, место што толку упорно сака да не внесат никаде што веќе нема да постои, тоа е Европската унија и НАТО, бидејќи со самиот Брексит, нели во Англија, поточно Велика Британија, почна распадот на ЕУ. Многу земји најавија референдуми за излегување од ЕУ. И сега глупо е некаде да одиш кај што веќе нема да постои. И втора работа, они треба да објаснат на народот што значи да се членка на ЕУ и на НАТО.
НАТО и самиот Трамп кажа, ми нема да штитиме никој што не плаќа. Што значи тоа? Значи, не знам, 2%, мислам дека беше од БДП-то, треба да се одвојува за членство во НАТО. Сигурно има некои проценти и за ЕУ. Се замислите, нашата економија е слаба. Ви за да бидете членки таму, ви ќе морате постојано да вадите кредити за да може да плаќате да бидете членки. А што ќе добиете? И, например, кој ќе влеземе во ЕУ, мора да ги почитува законите кои ги донава ЕУ. Тоа е обичен, ЕУ е обична колонија на Германија, ништо повеќе од тоа. Кога Република Македонија ќе влезе во Европската унија и НАТО? Никогаш нема да влезе ниту во Европска унија, ниту во НАТО. А што е со проблемот со Грција? Како ќе се надмине тој проблем? Има ли решение? Тој проблем вештачки направен. Ја мислам дека го направи големите сили за да Македонија не влезе во ЕУ и НАТО. Не е исклучено тука да имала улога и самата Русија. Бидејќи Грција знаеме добро дека игра на две карти. Ќе се реши ли проблемот со Грција? Ќе ни го променат ли името? Не, името нема да променат, бидете сигурни. Грција го наметна тој проблем од друга гледна точка. Оти со влегувањето, например, на Македонија во ЕУ или во НАТО, автоматски границите се бричат, нема визи, и ќе дојде до спојување на Егејскиот дел, или Беломорска Македонија и народот и овој, и повторно ќе се бара тогаш преку, ако се веќе членка на ЕУ и ако обстане, што нема да се случи тоа, ќе бара за малцинствата, за јазик и сите работи, а Грција е полно со малцинство, она не признава ни едно малцинство, се муслиманско. Буквално и турското не го признава. Турците кон муслимани ги сметат. И кога очекувате да се реши проблемот со името? Ќе биде ли тоа оваа година? Први проблем со името нема. Тоа е вештачки измислен проблем. Ми сме заведени во Обединетите нации кој Република Македонија. Проблем направи спор. И ни е дадено да се договориме со Грција, ако нормално, ако се договориме, пази, промена на име значи губење на идентитет. Повеќе Македонија и македонска историја не постои. Било како да те наречат. И ќе дојде до промена, рековте не? Не. А како ќе се реши овој спор? Ама ово е наметнат спор, дали ме разбирате? Едните не попуштаат, другите не попуштаат и 20 години не се решава ништо. Чим не се решава за 20, не може ни за 20. Грција на крајот ти не признае. Иначе на Македонија излеза Македонија само влегување во Евроазијскиот сојуз. Сега ќе ви кажам зашто. Значи, не сум, да кажете, руски ориентиран, за да не помисли луѓето или вашите гледачи. Со влегување во Евроазијскиот сојуз, Македонија буквално преку ноќ ќе нема доволно работна сила. И ќе кажете зашто. На една Кина, која е број 1 економска сила до време, сега, полесно е да направи фабрика тука, да изгради, отколку истата роба да ја транспортира од Кина до тука. Зборам за оние поглавните работи што се незаситени, не проводни толкова територија. И сега целата дестабилизација, не само на Македонија, тука е дестабилизација и на Србија, и на Босанска, Република Српска, мислам, во Босна. Значи, буквално стабилизација секаде кај што треба да помине рускиот нафта и рускиот газ, како и брзата пруга кинеска или наречен патот на силата. Значи, се тоа што прават Бели и ова, го должуват доаѓањето на Русија и на Кина на Балканот, поточно поминување. А таа пруга многу ќе значи, тој газ многу ќе значи и за Македонија и самото транзитирање на газот го зголемува буџетот, бидејќи, ако се добро сеќавате, Украина имаше над 2 милиарди долара, имаше од Русија секоја година само за транзитирање на газот. И плюс за базата Крим. Скоро пола буџетот русите го дава.
Да ни кажете, оваа година сведоци бевме, имавме септември, август, септември, доста земјотреси, претходно поплави. Не Дали би... не погоди оваа година во Македонија? А вака да ви кажам, тоа беа вештачки работи. Прво тоа беше типичен харп. Ја не знам колку е познато, ја не знам србиве со кој памет тоа го направија и дозволија на американците во сред Белград да направат најголем харп. И тоа се наоѓа во вид на столпие на, не знам точно, мостот што требало да биде например 150-200 метра долг, ја направи 350-400 и цено долг столб или харп. Значи американците ја контролираат времето. И многу смешни беа наши аналитичари, поточно и сеизмолози, земјотресиве, кои збореа за водената бомба што падна кај Стајковци и кај Рачиново. За 20 минути 100 литра вода, течен скоро 90 колку беше, не ме држи се збор, до пол час така нешто беше. Тука со недели врнал 30 до 40 литра не наврнува, така? И најтраги комично беше, не сеќавам кој од нив кажа, и кај на секој 500 години паѓа по една водна бомба. А без да кажа кога последната паднала. Знаме дека Скопје трусно подрачи, целото со расади, тоа е факт. А харповите делуваат, значи, освен на земјотресите, они се за врска со подморниците и делуваат врз психиката на луѓето. Значи, ние тоа ово беа чисти харпови. Не беа природни земјотреси, да се разбере. Значи, контролирани, така, условно кажа. И што ќе се случува со човештвото во 2017 година? Ќе се зголемат ли нападите на Европа? Па, гледате што беше. Владата во сенка, што викат, Рокфелер, они беше им целта, они се евреи. Додека Сорос, или Сорос фондацијата, многу се ми смешни, трагикомични луѓето, кој поврзува Сорос со неговата фондација. Остави, тоа не е негова фондација, тука е само злоупотребено негово име. Он е маđар и некој. Сакам да ви кажам, многу наши аналитичари, многу паметни новинари. Значи, пред да истражат нешто, дават, лупат такви глупости, колку што се потешки. Сорос е маđар, значи не е евреин, он е хазард евреин, значи маđар со примен еврејска вера. И планот беше на Рокфелер и Рокшилд, тоа се евреи, или еврејското лоби во Америка, или банкарите, само за илустрација да ви кажам, они имат влезено во сите национални банки во светот, освен во 3. Тоа е Русија, Иран и Куба. Значи, влезени си во нашата национална банка. Ви кажете има еден човек на светот кој ќе извади 5 банки за да руши нечија влада, ако е бизнисмен. Он своите пари ги вложува. Ги вложува, така? Значи, он е само исторен играч на владата во сенка, што викат на Рокфелер, Рокшилд и на ЦИА. Бидејќи ЦИА контролира Рокшилд и Рокфелер, додека ФБИ, тоа е Безбедната служба на Америка. Толку не ја контролираат, бидејќи они не излегуваат надвор од Америка. И како тие ќе влијаат овие сили во Република Македонија оваа година? Они се веќе немотни. Зошто? Доларот се печати без покритие, значи финансиски пропаѓаат. Они самите купуваат злато и друга валута како што е швајцарски франок и така. И на Македонија најпаметно ако има нешто државни резерви, ја би им препорачал да ги претворат во швајцарски франкови или во злато.
Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, Кафедин Cold Max. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употребата внимателно да се прочита обстојано за индикациите и ризикот од употребата на самите тестирани лекари, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Експерт по црна магија, професор Воланд. Велете. Квалитетот почнува од водата. Природна минерална вода Пелагонка. Целата магија на природата во едно шише. Врвна вода, најбогата со магнезиум во околината. Пелагонка. Да го направиме пиењето вода здраво и сигурно. Се од мебел за вашиот дом во специализираните салони Кристина Данил. Од ефтини и удобно до модерно и луксузно. Повелете посетете во нашите салони на булеварите Ѓорđe Петров и Борис Трајковски во Скопје. Широк асортиман и врвен квалитет. Бесплатна достава и монтажа. Ние создаваме простори за вистинско уживање. Мипром секоја врата и прозорец има своја историја и свој живот. Уште од давнина па до денес, дрвото поради своите изолирани карактеристики на топлотна и звучна изолација е најпосетуваниот материјал за определување на вашиот дом. По компанијата се работи професионално и квалитетно, со најсовремена технологија која се користи во сите фази од производството. Денес, компанијата може да се похвали со импозантен асортиман на секаков вид на врати и прозорци, кои што секојдневно се демонтраат своето место во вашите домови и јавни објекти. Одивете го со најсветлиот поглед на иднината, како што сите врати и прозорци ќе станат дел од вашето живот. Топол и хармоничен дом. Производство на дрвени врати и масивна столарија. Мипром Струмица.
зближува. Од Вичини. Варумин е традиционален хербален лек кој се употребува за подобрување на општата состојба на организмот, исцрпеност и спалена отпорност. Може да се употребува и како помошна терапија при стандардно лекување на разни акутни и хронични заболувања и за ублажување на несаканите ефекти од цитостатската терапија. Варумин е корисна комбинација со конвенционалната цитостатска терапија кај малегните заболувања и други состојби каде постои намален имунитет. Интереврогенекс, телефон 02 3 215 800 и 070 259 222. Чиста како роса, вкусна како радост. Од височините на Даутица. Извор ври вода. Вода со идеален природно избалансиран ионски состав. Тванинска роса. Дар од природата. Вкусно и здраво, природно сушена слива на планински воздух во падините на Берово. Агромакс, едноставно природно. Од македонското сонце, преточено во вино, распространето на 5 континенти во 35 држави, со повеќе од 100 меѓународни признанија. 15 години заедно со вас. Овин, круна на македонските вина. Извор ври вода. Тванинска роса. Дар од природата. Вкусот е природа, вкусот е здравје, вкусот е повеќе. А не се да се гледа, рајот се зачините, чаевите, комплексот и муслите на Рајска градина. Рајска градина, вкусот е повеќе. Разбавете во вашиот простор металотехника Топичо со својот нов македонски производ создаден од кристали и минерали, природни или обоени во повеќе бои и лимини. Ви го носи ексклузивите до дома. За декорација, хортикултура, фасади и подови, за песечна фантазија за дами и вистински магнет за детска игра. Ово е 100% природно еколошки производ, отпорен на UV зраци, целосно се вклопува со ВПЦ композитни редаски за ексклузивни екстериерни уредувања. Идете чека понапред и уживате во околината. Металотехника Топичо. Секоја домаќинка знае дека без добар прилог нема добро јадење, особено ако прилогот е подготвен од Макс Струница. Тото го стигна вашата пријателка на кафе. А имате ли добар колач? Помидете Bake House од Добро. Мали сладки нешта со уникатни вкусови. Чок чип кукиз, ванилици со мармелад, бурабии со бадем, рома со кокос. Секогаш спремни со Донија, пробај, уживај. Кога сакаш да гледаш телевизија или да откриеш нешто ново на YouTube, кога сакаш да видиш нешто навистина важно, или да ги потврдиш плановите за излегување, се од едно место. Со Нео ТВ, твојот телевизор станува центар на забавата. Купи Нео ТВ бесплатно во првите 3 месеци со вклучен Filmbox пакет, неограничен интернет и новогодишен подарок, бежична тастатура
година сте во астрологијата и од кога осетивте потреба да се занимавате со астрологија? Јас сум публикација новинар. Со диплома од Југословенски институт на 1986, значи дека студирав во Белград, почнав со астрологија некако 83-4 година. Да ја проучувам и парапсихологијата ме привлекуваше доста. Инаку самата психологија доста ме привлекуваше уште во 8-годишно училиште. Одев од препоставка е Бог го создал човек, кој го создал Бога. И тоа време го чита Фройд, Јунг, Никола Рот. Подоцна Библијата простудира во Стариот Новиот Завет, Талмудот, Куранот. И како астрологијата може да му помогне на човекот? Астрологијата може многу. Знаеме добро дека земјите племеосика, месечињата. Планетите влијаат врз човекот. И нема ништо случајно. Еве, например, земјите е Јапонија. Таму газа нема да ја прими на работа без да направи спореден хороскоп со вас и со фирмата. Што е потребно да му се даде, кои податоци на еден астролог за да ни направи натална карта? Дата, час, место и нараѓање. Сатот е најважен. Например, било кој од председателите, зборно за моќните држави и нормалните држави, имаат своји астролози, или луѓето што во државата, и богатите луѓе на корпорациите. Он знае кој е време во денот да закаже состојано, кога не, бидејќи дневен хороскоп не постои, значи не треба да се чита, бидејќи најбрза планета не е планета, тоа стели знаеме на земјата месечината, она дневно се движи 12 степени само, значи нези треба 2,5 дена да е во еден знак, бидејќи еден знак има 30 степени. И на колку време треба да се направи таа натална карта? А натална карта тоа значи положба на планетите во моментот на раѓање. Тоа еднаш кога се прави. И наталната карта што означува, што може да ни даде, какви податоци? За целиот живот, за еден месец, месечно, годишно? Наталната карта представува што викаат старите, што те рекле трите наречници. Што може да очекуваш во животот, каде да се насочи, да видиш организмот кој заболување ти е склон и така натаму. Но кај нас има многу шалабајзери, и така викам циркузанти, со една-две прочитани книги. И такви зелени трескат, особено кои ги гледам во едневни хороскопи, само да кажам дека сум астролог. Може ли астролог да ни каже кога ќе се заљубиме, кога ќе најдеме работа? Какво ќе ни биде здравјето? Здравјето, да. Астролог може да ви каже кога може да имате проблеми со здравје, да внимавате на тој период. Може да ви каже кој е поволен период за влегување во брак или влегување во врска, кога не е, ако има некој ретроградна планета или некој лош аспект. Треба да се издвои астрологијата од видовитост. Се разбере. Која е разликата помеѓу видовитоста, јасновидците и астролозите? Прво, нити јасновидци, нити видовити луѓе постојат. Самата Библија вика дека најголемите пророци не биле видовити, него во одреден момент добивале визија, дали пригласувани или вака, и оделе кај царот или владетелот и му порачувале што му рекол Бог, нели? Ја имам водено чак и кај покојната Вања едно време пред да почнам со списанието, не за да ми гледа нормално, сакав да направам репортажа или интервју, но не ми дозволи. Но сеќавам добро и кај неа, она беше пред умирачко, тоа беше 95-та година. И за разговор сакав да ја стикам, вика, не снимки, дали некој каже не е важно. И обично ги прошуваше луѓето за какво си дојде, значи зашто си дојде. Мене не ми го постави тоа прашање, вика, ти со какво се занимаваш? Значи имаше некоја енергија. Дојде, тија се, освен астрологијата, доста истражував и парапсихологијата. Тоа е навлегување во подсвеста, читање на мисли, празнење на луѓе. И сега на многу на нашите простори излегува, да речам, квази пророци, квази астролози, квази јасновидци. Како се справувате со нив? Зошто тие се појавија? Зошто тоа го правите? За пари или зашто? За пари. Зашто би го правил? Прво, ти не можеш да кажеш на никого, обично ќе дојде и ти вика каков маж ќе земам, тоа не може да ти кажам, може да ти кажам кога е ти поволен период за влегување во брак или кога е поволен период за да оствариш врска, која ќе биде
мислам, луѓето и што е најстрашно кога одат, одат со проблем и кај тие луѓе и ги исполнуваат желбите, значи они што сакат тоа да им кажат. На која возраст се најчесто луѓето кои доаѓаат кај вас и бараат помош? Обично луѓето кои имаат проблеми, но мене ми специјално политичка астрологија. Така да повеќе има и... Мажи доаѓаат, жени доаѓаат повеќе? Нема. И тие веруват. Помлади, постари? Па има, сум правил и на луѓе од 60 години, сум правил и на испод 18 не правам. Единствено мајката или татко тако. Сепак почитувам, нели, тоа се малолетни деца. И кои се нивните барања? Со какви проблеми доаѓаат кај вас? Зависи кој што има нешто не му иде некој работи, му кажам и последните години поради кои причини не приемува некој област од животот, зашто не моделува ако е била некој ретро планета и така. И како, на кој начин им помагате за тоа? Ами му кажам што кој период не може да го надмеш. Некој работи, например, ако треба да се случат, астрологијата може да ти каже кога да внимаваш, бар да ги ублажиш работи. Колку може да биде прецизна наталната карта? А натална карта ви реков, тоа е само положба на планетите во моментот на раѓање. Потоа се пратат соларни транзиции и така натаму. Значи, наталната карта ви кажува што може да очекувате во животот. А значи, кај да се насочите во која кариерата во прашање, здравствено поле, емотивно поле и така натаму. Во наталната може да се види и за деца, дали ќе има проблеми и така натаму. И кои ваши предвидувања се оствариле, а што не се остварило? Вака, јавно сам не знае. Ја го предвидов цитатор на Григор 6 месеци напред. Аферите на Клинтон, нерегуларен избор во Америка, кој имаше преправување на гласови помеѓу Ал Гор и Џорџ Буш, војната во Македонија, бомбардирањето на Југославија. 2008 македонски снимаше емисија за мене по аферите на Клинтон, македонскиот настанал Скринички. И кога ја се насмеав тоа што Алјоша кој остави насловот на документарецот. Исто кажам дека ќе нема, ќе нема, се прекина пописот на глобалната сцена. Работите, што се случија, ако стајате редовно на Фейсбук, нели таму има и страни, и две страници, хороскоп клинички, хороскоп списание, но има и група хороскоп клинички. А има ли нешто што не сте погодиле? Па вака е, ако рековте што не сум погодил, иако тоа е делумно непогодување, реков дека Хилари Клинтон предодредена да победи, да биде председател на САД. Значи, делумно погодив. Зошто делумно? Кој ќе преброиш гласовите, но имаше повеќе од Трамп 200.000. Така и ни в друг систем, нели? Но и прашање Трамп дали ја би му препорачал да обрне големо внимание на безбедност, може да го скинат. Бидејќи не е по вкусот. Во Америка владеат кланови, да се разбереме, о илуминатите овие. Он е дел ни еден од тие кланови или илуминати, само еден од богаташите, ништо повеќе. Додека тамо се кланови Буш, Клинтон, па само еден за пример, Кенеди. Гледате, Кенеди беше председател, брат му беше сенатор, исто сакаше да биде председател. Џорџ Буш постариот беше председател, така. После беше син му, на овие избори се кандидираше и по малиот син, така беше. Клинтон беше председател, жена му на два пати прво се кандидираше по самата партија, изгуби со Обама, сака да го колатерална штета да заврши. Он ја задржи премногу Америка, особено со законот за здравство, за бесплатно здравство. Знаеме дека кога се прават финансии за било која година, најмногу се издвојува за здравство, војска, после војската и полицијата, здравството е наред. А сте правеле ли натални карти за некои од политичарите? Што велат наталните карти на Заев, на Груевски? На тие двојца немам правено, мора да признам, бидејќи не го знам часот. Знам дека е Груевски 31. септември девица, а дека Заев 8. октомври, Груевски 70, мислам, а Заев 74 година. Заев и интересна работа, например, има добра комуникација со
Црвенковски, он е на 12. Негови податци имам. Не знам колку се точи тие што ги доби преку други. А часот е многу важно. Иначе, еве, например, кога би упишал Гуриевски и од парапсихолошка гледна точка и вака, кod девица, кај девиците има една вродена трема и срамежливост, значи они имат проблеми со самата комуникација. Веројатно ви економија имате забележено дека он повеќе чита. Што значи дека девиците природно многу полесно се изразуваат кроз пишување отколку вербално. Тоа е група на земјаници, значи кај што комуникациите се потешки, бараме за вербалните комуникации, но дека заев во групата на воздушници, тоа се близнаци Терезија или Бага, како народот го вика, и Водолија. И они се покомуникативни, па гледате, еден од најдобрите оратори и харизматичари, колку и да не е по моја волја, тоа беше Црвенковски. Црвенковски, например, никош не читаше говори или Лјупчо да земји, иако се две најнегативни личности во нашата понова историја. Но оно што е позитивно, позитивно е кај мене, што е црно, црно, нели? Една работа постои правило во животот, што кај нас многу малку се почитува. На Запад да. За да бидеш, има 3-4 професии што мораш да бидеш добар оратор, па да ја обавуваш таа професија. Тоа е новинар, политичар и правник. Бидејќи на суд кој ќе појдеш, правниците треба да го убедиш судијата, дали е обвинителот, дали е адвокатот, дека тоа е во право, така? Значи невиниот треба да го злосторникот да го направиш невин. Тоа е уметност. Тоа е кај правниците. Новинар кој ќе видиш дека чита пред камера прашање за гостинот, ако интервју, или пак ако видиш правник, кој од сеја Катица Јанева кој излезе на тоа беше толку трагикомично. Ја не знам како може кој правник да работи. Прво не знам да си го прочита оно што го напишала. И тоа дадени се и прашањата. Се чудам како обвинител настапува во судот. Ја не знам дали е намерно ставија за да не може ништо да направи. Прво, не сакам да зборам во моите парапсихолошки елементи што видов кај неа, но незиното однесување и особено телевизија личеше на дете од праводеление и незините пресконференции. Кога чита? Ја не можам да замислам правник, политичар или новинар да чита. Особено политичарите, функционерите, она веќе функционери на СЕО, новинарите кои што ми прво дојдовте нели да ви кажам прашање, реков немам потреба, што сакате прашувајте. Така беше? Така беше, да. Значи, он кога не може добиено прашање, што си спремил од одговор да го научи на изус, не знам што да ви кажам повеќе. Значи, тоа е за први континјер. И да му се одземе дипломата. И што ќе им порачате на нашите гледачи? Би сакал да ги поздравам наша ТВ. Едно време редовно ви гледав и сега чатпат. Имате интересни гости, интересни емисии. Во годинава што е пред нас да не очекуват многу, бидејќи ќе дојде до глобални повреметувања во цел свет, не само кај нас. Кај нас, реков, не е исклучено, осим локалните дојде до парламентарни избори нови, под услов ако формира сосема влада. Значи, тоа ќе биде неиздржлива влада и нелогична влада. Нелогична не поради тие два пратеника. Прво, ти да земеш као основа повеќе од една партија албанска, ќе го налутат народот, ако формират влада, локалните избори ќе изгубат катастрофално и предвремените. Значи, не минува тоа па и самиот ВМРО со дуи да формира влада, ќе има потреба повторно следната година избори. Бидејќи нема црста влада. Не може да се донесат многу закони кај што ќе треба двотретинско мнозинство или бадитер.
ќе биде нефункционално тоа. И не може на долги стази да функционира. А втора работа, Заев се правеше за да избегне неработи. Ја јавно кажав дека он кучи овие работи нема да настави, ќе настави ради подкуп, бидејќи е со пим мерки. А разговорите кои разговори слушавме бомбиве, јас сум секој да се казне ако кривично ако направи некој дело, нели? Па макар и мајка ми да го родила, но за да казите ви некого на суд, за да кажете, треба да имате цврсти материјални докази. Ниеден разговор во светот не се признава како материјален доказ, ако не е снимен со пин мерки. А во самиот разговор, он сам си кажува на кого што направил и кој како си платил. И втора работа, имав лани интервју на 2 април на ТВ Сител, јавно кажав дека прва огромна грешка направи јашно за да се навлегува во парламентот. Друго е, например, во парламентарните комисии тие бомби да се слушат и јавноста, бидејќи третиот канал е нели собраниски канал. И целиот народ, друго е на пресконференција да ги изнесуваш. И втора работа за мене нелогично, личност која е аболицирана за криминал, ја не тврдам дека напредна, значи за тоа треба да имаш аргументи, така. Но со самото прифаќање на аболицијата, тоа е индиректно признавање. И сега е аболициран криминалец, така се води. Значи не од мене, значи личност аболицирана за криминал, да кажува ова е криминалец. Исто ко она народната такова криминалец или ајдукот му вика ајдук, држете го ајдукот. Иначе јас сум да одговара секој, без разлика дали тоа Груевски, Заев или било кој ако има материјална... Постои ли специјалното јавно обвинителство? Што ќе се случи во ССЈ? Тоа е трагикомична работа, јавното обвинителство. Ќе биде ли некој обвинет, ќе појде ли некој во затвор? За да обвинете некој ви треба црсти материјални докази. Па ви гледате... Можете ли нешто да докажат? Една работа ви кажам, дали видовте кои предмети они до сега изнесоа? Тоа беа трагикомични предмети. Изнесоа за градоначелникот на Битово дека платил повеќе превоз отколку што чини, така? Тоа е смешна работа. Они треба да изнесат, ако има докази, кој што рекол дека било изнесено многу пари од Македонија, кај се така? За кривични пријави, за препродажа, за земање мито, за таква работа. Се изнесува обвинување во разговор како Груевски кажал некој да му удри шамар. И сега, ако не е сторено делото, ја може да кажам, утре ќе ти оплјачкам банката, така? И сега да дојде некој да ме приведе, да ме однесе на суд и да ме осуди затоа што сум рекол дека ќе оплјачкам банката. Може да ме осуди или да ми кривични или обвинени направи, ако има материјални докази и ме фатил во кражба. Така? Така е. А ова што прави сега, пресконференциите погледнете се добри за една работа за обичниот човек, посебно за пензионери и за другите што со мали примања. Дидете во театар, треба да платите карта, така? Вака имате без пари комедија. Ви благодарам многу. А јас за крај на оваа емисија ви посакувам среќна берикет на нова година, многу здравје, успех, среќа, радости и се најдобро. Имајте пријатен ден.